Почитувани мои, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Младите се иселуваат, а постарите остануваат сами. За постарите лица кои не се во состојба да живеат сами, решение е старечки дом. Јавен или приватен, зависи кој колку пари има. Во Македонија има преку 40 приватни установи за сместување на стари лица, а цената за сместување не е пониска од 35.000 денари. Најголем број пензионери земаат пензија од 12.500 до 15.000 денари. Граѓаните се жалат на високите цени во приватните домови, а јавните има само 5 и немаат доволно кадар. Зошто државата не се грижи за своите стари лица? Тоа е едно од прашањата кои што ќе ги поставиме до вас во ова издание на Црвена линија. Зошто државата не гради државни старски домови? Секако грижата за старите лица во приватен, државен или во својот дом. Што мислите вие? Дали би оделе во старечки дом? Приватните старечки домови прескапи, а државните преполни. И според вас, дали државата треба да субвенционира во овој случај? Секако ќе ве потсетам да не заследите на социјалните медиуми, станува збор за Facebook, нашата профилна страна останува Црвена линија, преку коментари, споделувања и секако лекнување ќе можете да дополните и да дадете ваш суд, мислење за темата за која што зборуваме денес токму со вас. Најдраго ќе ни биде да ве слушаме секако во живо, да отвориме ова тема и дискусија со вртењето на телефонскиот број 02307 0005. Но нема да заборавиме и да ве потсетиме секако да не заследите на Инстаграм, ако веќе не сте го сториле тоа, време е во овој момент да кликнете таму, да не заследите и секако да го дадете вашиот одговор на денешното Инстаграм стори прашање. Анкетата за денес гласи: дали би ги однеле родителите во старечки дом? Две опции за одговор, едната е да, другата не. Кликате на вашиот одговор и секако по рекламите во ова денешно издание на Црвена линија ќе ги соопштиме и резултатите, пресметани секако во проценти. Но со нетрпение очекуваме да почнеме токму со вас. Имаме поприлично доста прашања. Напомена, како и секогаш на самиот почеток, од технички аспект, ве замолуваме по вклучувањето во Црвена линија целосно да го намалите тонот на телевизорот и да не зборувате на интерфон, да не се разлева тонот, ете зошто е тоа така, и секако да имаме добар квалитет и одлично да се слушнеме. Меѓу другото, внимавајте и на тајмерот, го објавуваме на екранот, 90 секунди за секој гледач. Ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние. Добар ден за првиот гледач. Јас што се подготвен, така и вие. Голем поздрав до вас. Поздрав и поздравам и вас. Па и какво е вашето искуство? Дали имате член од семејството кој што сте го дале во старечки доми и дали сметате дека државата и треба да субвенционира со оглед на тоа што голем дел од населението има ниски пензии? Јас сум стар, имам ниска пензија. Нема пари ни за лекови. Ама ние во нашава куќа никогаш не дававме за да биде во старечки дом. Јас сум млад од Старотокино. 78 години имам. Ама јас сум музичар. Ја може да пеам повод овие што и слушате на телевизија. И овие политичариве, политиката е, знаеш што е? Политиката е мамење, крадење. И овие политичариве не може за луѓево, мисле само за нив. Да ја зголемет платата, да јаде таму во собрание, да пие и тоа е работата. А не мисли за луѓево. Политичарите најрасипан народ на светот се. Тие не мисли за народот, мисли само за себе. Како може да украдат тоа, а друго за народот не мисли. Според вас еве грижата за старите лица, доколку е неопходна, би била според вас подобро во приватен, во државен или најдобро во својот дом? Треба да имате и дом за старци, за стари лица. Зашто некој може да вардите, ама некој не може. И затоа треба да има државата да створи дом за стари лица и таму да ги држи. Ама тие немаат појма за таа работа. Политичарите. Политичарите само за нив мислат.
Така, благодарам еве што бевте и првиот гледач во ово издание на Црвена линија. И секако не заборавајте да ве подсетиме 02-307-0005. Ке ги охрабриме во ово издание на Црвена линија. Секако и оние гледачи кои што имаат лично искуство, особено со сместување на своите возрастни членови од семејството во старските домови. И кој е вашиот став? Дали всушност државата треба да гради повеќе старски домови, да субвенционира и меѓу другото, секако дали вие еве би ги оставиле, ова се однесува на помладите, своите родители во старски дом? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Еве, јас во меѓувреме ќе подсетам секако да не се исклучувате, со нетрпение очекуваме да слушнеме. Ова е просторот и времето каде што особено оние еве кои што имаат лично искуство со темата и проблематиката за која зборуваме денес во Црвена линија, би сакале во своите 90 секунди секако да го споделите својот став, па и искуство во однос на постоењето, односно сместувањето на возрастните лица во старските домови. Ке подсетиме дека младите се повеќе се иселуваат, се разбира, подобро утро, поголеми примања и најголем дел од нив всушност не се ниту во можност, а ниту пак во државата за да може да ја водат грижата за своите највозрастни членови во семејството, па и за своите родители. Како и да возрастните лица кои што остануваат сами немаат поинаков избор, освен се разбира да бидат сместени во старски домови. Но според вас, колку државата всушност субвенционира и се грижи за старите лица во земјава? Меѓу другото, еве, кој би бил вашиот избор, особено доколку имате искуство? Дали може би подобро да бидат сместени во приватна установа, државна и еве можете и некој од вас и да направите паралела доколку имате искуство, се разбира и со работа во вакви установи, може би и надвор од државава. Како да продолжуваме со вас? Добар ден. Ден, Тина. Голем поздрав до вас. Добар ден, Тина, на телефон Коста од Струмица. Мислам дека приватните старички домови се прескапи и треба државата да се субвенцира. Има луѓе што имат деменција, што имат дома не може да се расправат со родители кои имат деменција, кои кршат, чинуват, а би требало да се смести за сиромашни луѓе кои немаат такви примања, мислам, кои имат скромни примања, но би требало да се субвенцира. Иначе некои луѓе не би сакали да одат во старички доми, сакат последните денови од својот живот да се го поминат дома. Има некои префаќат. А има една моја пријателка, многу ми е тешко, мајка има деменција, се грижи за неја, нема дома, всичко чинува телевизорот, некои го напрачува 2 пати, не знам што да кажам, тие човеци што имат деменција, би требало државата да се субвенцира за да ги сместе мара, да им чина некоја грижа, имат некои луѓе што немат приходи многу. Иначе тие, мислам, старичките домови би требало, например, да се и поевтини, за да може секој кој би сакал да оде последните денови од својот живот да го помине со други, мислам така. Иначе старичките домови не се лоши. Има и таму дружење, има и таму не знам што да кажам повеќе. Така, тоа доаѓа се разбира веќе како втор дом, особено во западните земји, голем дел од возрастната популација токму тие години ги поминува во старските домови, кои што барем она што зборува искуството, имаат богато секојдневие, односно квалитетен стил на живот, особено за оние кои што секако се возрастни лица во добра форма, се уште може да бидат активни, така да ете тоа се нови пријателства и нови, да кажеме, нови искуства животни токму во таа доба од животот. Но како и да е, кај нас е факт дека услугите, особено услугите на старските домови се
не само високи по својата цена, туку во последно време и поскапени. Секој нема можност, особено што голем дел од возрастната популација имаат пензии кои што се движат, ќе повторам, од 12.000 до 15.000 денари. Како да е за вас, каков би бил пред се изборот? Дали тоа би било приватен дом, државна установа или може би најдобро се разбира во домашни услови, близко до своите највозрастни членови од семејството? Дали државата доволно се грижи, дали треба да субвенционира и гради поголем број на старечки домови? Ке видиме што ќе кажете вие. Добар ден. Добро вечер. Дали се слушаме? Имаме ли некој на линија? Добар ден. Добро, како и да е, ова е тема, се разбира, во кој што особено е уште еднаш ке го потекнам секој оној кој што секако имал свое лично искуство во однос на тоа да имал потреба, особено ова станува збор за највозрастната група на лица кои што, да речеме, страдаат од, како што напомена и претходниот гледач, состојби како што се Алцхаймер, деменција, потоа се разбира неподвижност, каде што самите членови во семејството повеќе не се ниту кадри, ниту способни, се разбира, да ја дадат соодветната грижа. Токму поради тоа најголем дел од старските домови се оние кои што вршат згрижување. Потоа подразбира 24 часовна контрола, меѓу другото и медицинска грижа за нивните штетеници и меѓу другото секако топли оброци, но и богата културна и рекреативна програма, особено наменета и конструирана токму за највозрастната категорија на лица. Но сето тоа чини пари. Па токму според вас, што мислите вие, дали државата е таа која што треба за нашите пензионери и највозрастни категории на граѓани да се погрижи така што ќе субвенционира и меѓу другото ќе гради поголем број на добро опремени и слободно ќе кажам успешни старски домови кои што ќе згрижат поголем број лица. Добар ден. Добро вечер, добар ден. Се надевам дека се слушаме. Темата ви е петка, значи. Таква тема не сам имал никој пат. Благодарам, многу драго ни е дека ви се допаѓа нашата тема. Види, секој сака... двојца, јас сум. Намалете го тонот на телевизорот, за да можете да ме слушате преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. Добро сега. Добро. Ајде да го вратиме и тајмерот за гледачот со оглед на тоа што ќе простиме, не се снајде многу технички, значи затоа и молиме да се намали тонот на телевизорот. Повелете. Види, за темата сака да кажам. Таа тема, значи, само за нас старците. Ама, бидејќи ние сме сиромаси човеци, деки име. Двојца сме на 15.000 пензија. Дека да има, ај кажи. А и двојца сме неспособни. Ни бабата може да оде, ни јас. За дека сме ние сега, а нема никој околу нас. Сами сме у село. А селото од градот е далеко 30 километра. Нема никој синкова. Оставијане сами нас. Нијаме проданица, нијаме нишо. Оставијане така државата не остави на волците да не јадат виќе. Не мисли за нас државата. Воа не е држава за нас. За дека сме ние работиме по 30 години, јас работи. Бабата работи дома, деца гледа. А сега да нема еден динар она. Чека од тие моите 15.000 дарчи. Што да правиме, ај кажи. Според вас државата прво што треба да направи за категоријата на возрастни луѓе како вас? Абе сиче, треба да направи домово да има за сите, да е ефтино, да може секој да иде. А не за 35.000 и 40.000, одека ние ќе најме тие. Ние не можеме леково да си купаме. Денеска ујдоваме, лековата со такси ујдоваме, лековата ни фанаа 3 дарчи лекова. А ние сме по 80 години веќе. Од што да живееме? И комуналија па туријани одгоре.
Благодарам многу. Пред се што еве споделивте лично како се чувствувате и односно во која категорија на возрастни граѓани припаѓате. Ќе потсетиме и ние дека во самиот почеток на ово издание на Црвена линија напоменавме дека најголем број пензионери во земјава земаат пензија од 12.500 до 15.000 денари, како што и е случајот со гледачот кој што пред малку се вклучи во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам, повелете. Вака се Душко Петровски од Пожаране, во Стиварско. Така. Прво да ви кажам, им фрлам ракавица на медиумите, на сите, и на премиерот, и на опозицијата, и на сегашниот премиер. Сакам лично да ги прашам за ова што е дојде ситуацијата до вас, до кај што е дојде. А инако за тоа, дали треба да субвенционира државата? Наместо да субвенционира, уствари не да субвенционира изграда на згради, туку да прават профит од изградба на згради, затоа што луѓето бегаат, младите бегаат од државата не затоа што има мали плати или било како. Прво бегаат од неправда, не се задоволни од системот во кој живееме и после тоа остануваме ние на крајот, на краистата остануваме ние сами. А тоа за приватните старечки домови, господата си обезбедија, тие што беа пратеници, министри, функционери, си обезбедија, се да патира. Се тие може да си дозволат тоа, дали овде во Македонија или некде кај во топлите краеви, тоа не знам каде. А инако за другите, нека ме Господ на помош. Што знам, имаше скоро на приказ да една, како што... Пред се благодарам за вашето вклучување во Црвена линија. Секако еве ќе ве охрабрам нови 90 секунди и секако можете да добиете повторно ако го завртите нашиот број. Внимавајте на тајмерот и секако ве охрабрувам бидејќи имавте приказна која што сакавте да ја споделите со јавноста. Како и да е, нашата приказна се врзува за возрастните и стари лица во земјата, поточно пензионерите. Не секој може да ја добие грижата во рамки на својот дом. Некои дури се разбира во староста се соочуваат и со деменција, Алцхаймер, каде што членовите на семејството ниту се кадри, ниту умеат се разбира да ја дадат соодветната медицинска грижа која што е потребна. Приватните старски домови се поприлично скапи, а што се однесува до финансиската моќ на пензионерите во земјата, ќе посетиме дека најголем дел од нив имаат примања од 12.500 па некаде до 15.000 денари. Дали државата треба да изгради поголем број на старски домови, да субвенционира и секако да им помогне на највозрастната категорија граѓани? Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ве слушаме. Би требало за малите пензии повеќе домови да се градат. Затоа што се младите заминати по странство, а останати се старите. Би требало да се градат за помалите пензии домови. Така ве слушаме, продолжете. Дали се уште имаме гледачи? Да. Тука сте, да. Име вие. Значи, многу стари и се останати. Се надевам дека добро не слушате. Вие, доколку еве ви се даде можност, би сакале се разбира да останете во својот дом или може би грижата би ја оставиле на оние кои што работат во приватна или пак државна установа? Кој би бил вашиот избор? Во државна со мали пензии. Тоа значи државата да субвенционира? Од 12 до 15. Така. Да. Дали треба да се изградат повеќе? Значи. Дали треба да се изградат повеќе старечки дома? Треба повеќе. Повеќе треба.
барем на 2 града по еден дом да имат изградено. Така, благодарам многу за вашето учество во Црвена линија и секако за одговорите на нашите прашања. Продолжуваме со вас. Јас тука секако уште еднаш ќе ги охрабрам и потсетам оние кои што имаат лично искуство и со сместување на своите највозрасни членови, се разбира, во старски дом, кој е нивниот избор и сушност, еве да ни доловат како финансиски се предизвик за нив како семејство. Добар ден. Здраво. Здраво, голем поздрав до вас. Поштовање и тебе. Па еве, треба ли државата да направи многу повеќе преку субвенции и градење на старски домови? А која држава? Ја не знам ние дали сме држава или сме нешто така. Кој што сме? Некој казамат, повеќе сме за казамат него државата. Да збориме реално. Со вакви влади како вие сега што владеат со оваа држава, не можеш да очекуваш ништо позитивно, само можеш негативно да очекуваш. Да чуеш некоја вест каде пак некој куршум го ставиле пред некоја порта таму како знак на одмазда или било што. Така да тоа можеш да очекуваш од вакви влади. Па не па за домови старечки. Која веќе Рамковни ги спомнав, да речеме кај нив доскоро постоеше онаа бабо што ќе каже, или тато, стариот што ќе каже, и стариот се чуваше до задње, ама и кај нив сега се изаѓази работава и они нивните ги носат под домови. Ама ете имат некоја пара плюс, малку се посложни, па ги праќат од домови. Инаку, и у тие домови приватни, да ти кажам искрено, имам луѓе што ги знам со работа таму како не се ни сестри, не се ни болничари, како чистачи, повеќе они највише работат со тие пациенти такви. Приватен зборам, за приватни. Така, не за така, ве слушаме. Катастрофа е државна, значи. У приватните па вика како со животни се однесуваат према нив. Џабе пари, џабе све, нега никаква, само ги дрогираат и викаат цел ден спијат. Поздрав пријатно. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Досега имавте можност да слушнете најразлични одговори на нашите денешно поставени прашања. Продолжуваме секако со вас, но и напомена дека можете преку коментари секако да учествувате во оваа дискусија и на Facebook. Нашиот профил е Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ете, повторно не е намален тонот на телевизорот. Јас ве замолувам целосно да го намалите тонот, за да можеме убаво да се слушнеме. Дали гледачот е се уште на линија, дали се разбравме, ете токму поради тоа се губи време, бидејќи... Добар ден. Добар ден, го намаливме ли конечно тонот на телевизорот? Да, го намалив. Така, еве според вас, дали државата треба да субвенционира и изгради многу повеќе старски домови? Ало. Ве слушаме, повелете. А дали стана, а ќе дојде целата старски дом. Па да избеја, а ќе дојде целата старски дом. Тоа јас секај. Како бре? Поано да го фрлите у контейнер, да го откарате у старски дом. Зошто мислите дека така? Зошто имате такво мислење? Од лично искуство или... Тоа се откара у старски дом, по 3 дена живеја. И току. Си вратија одамдак. Како тоа нема стандаци. Тоа 5 домови. Тоа се профитајци. Нема. Не може од 12 лиѓери да има старски дом. Или тоа и 20, 30 30 може да живее. А не тоа така. Практикали тоа е. Па ќе дојде целата пензионерски дом. За прави од Магаровија. Тоа ти да пријатно поздрав. Така, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Меѓу другото, има уште едно подсетување зошто еве отворивме оваа тема.
Рече си во сите приватни домови најниската цена е 35.000 денари. Најголем број пензионери ве подсетуваме во оваа земја наша земаат од 12.529 денари до 16.058 денари. Пензионерите очекуваат изградба на државни старски домови. Ние денес во Црвена линија прашуваме дали државата е таа која што треба најголем дел од сумата да ја субвенционира секако и да изгради што е можно поголем број на старски домови, каде што највозрасната категорија на граѓани ќе имаат една достојна и лагодна старост. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Секако повелете, ве слушам. Благодарам, па вака. Прво, значи, ќе зборувам побрзо да можам да опатам што мислам. Ова во видна слободна тема на некоја си телевизија, не е битно која, го имам дискутирано. Како што требаше да градат некогаш градинки, сега не ни требат градинки, затоа што младите кои требаше да раѓаат ни избегаа некаде. Значи сега ќе треба пола градинка, пола старци да има, да може, значи, од друга страна, касарната или не зборам за Скопје, значи готов објект, само требаше да се пренамени, да се донесе кадар, имаше сите инструменти за готвење, кревети и се, само значи да се пренамени и да немаше потреба од никакви субвенции и да бидат збринети сите старци кои што имаат мали примања, кои што не можат да си го платат своето престој тамо, меѓутоа некој не сакаше тоа да го реши. И се уште не е касно. Нам ни треба старечки домови, не ни требат градинки. Затоа што децата ни бегаат, од ден на ден секој слушаме толку автобуси заминат, толку што се замини и затоа ми се чини дека сепак политичарите да си ја удрат главата дека ќе нема утре кој да ги гласа. И затоа треба, ако сакат да ги гласаме, ќе треба да мислат за нас пензионерите, да отварат пензионерски домови, каде што ќе бидеме сместени и ќе бидеме на некој начин почитувани како луѓе. Ќе имаме престој, ќе имаме медицинско лице. Така, благодарам многу еве што се вклучивте во оваа дискусија и во продолжение со оглед на тоа што еве некаде конкретно вашето излагање напоменавте што се всушност вклучува како грижа во еден старски дом, ќе потсетиме дека пред се станува збор за медицинска днега од страна на стручни медицински лица, потоа посета на доктор по општа медицина, исхрана што на дневно ниво се состои од 3 оброка и 2 ужинки, како и водење лична хигиена на лицето. Всушност сите овие услуги се генерално услуги кои што ги нудат домовите, а се вклучени во цената. Но цените се скокнати алармантно високи, особено за пензионерите кои што зимаат од 12.500 па до 15.000 денари пензија. Добро вечер. Ало. Добар ден, добро вечер. Ве слушаме во Црвена линија, сте, повелете. Ало, здраво. Здраво, повелете. Вака да ви кажам, јас едно мое искуство со мајка ми. Така, повелете. Мајка ми беше на дијализа. Имаше 70 години на дијализа кога беше. На некаде скоро 80 веќе не можеше ништо, ни да оди, ни ништо. Тогаш морав да ја сместам во државен, во нашиот град дом, али ја бев цело време до неа скоро. Навечер си идев дома и толку. И тоа беше више кога морав. Иначе нашиот менталитет уште не е за тоа да се носат родителите таму. Ама еве, пошто сега јас сум сама и кој ќе останам у пензија, после пензија, више после 70 години, каде би одела? Така, дали сметате еве дека државата треба да изгради повеќе старски домови, да субвенционира? Па треба, нормално тоа. Еве, јас викам, после тоа ќе морам ја, ако не сега у 70-80 години ќе морам јас да барам чаре за дом. Каков би бил вашиот избор за државна установа, приватна установа? Па, зависи се, а што ќе се бара тогаш? Сега уште не. Али тогаш мора нешто да се бара, не е тоа. Така да, тоа е. Имам тоа лично искуство што го имам со мајка ми. Дали бевте еве задоволни? Дали сепак... Па бев тога задоволна, да, пошто ја бев скоро цел ден кај неа, од работа кај неа.
до скоро до спиење. После иде в дома, тоа е. Така, не завршува грижата со оставање нели во старски дом, продолжува за нашите родители. Како и да е, големо благодарам, ете тоа е оно што го очекувавме токму преку ваше лично искуство, секако и да споделите искуства и со гледачите со кои што денес ја креираме оваа црвена линија. Добро вечер. Добро вечер, добар ден, Тина. Добар ден, голем поздрав до вас. Елен Дечко од Ѓорче Сити. Како сте, дечко од Ѓорче Сити? Дечко од 64 години, значи не се предам. Вака сега, темава е чиста десетка. Наискрено. Благодарам. Наискрено, алавде ви е. Зашто? Сега, во демократски земји, нашата не е. Зато се важни тие статистики, зато се важни тие пописи. Значи, колку стари има луѓе, наталитет, морталитет, иселеност, ова она. Не беше будала Тито која градеше и пензионерски домови и се што требаше. А имаме ние уште установи по сите градови. Може да се направат, ама немаме ние домакини луѓе. Ние имаме само ајдуци што знаат да крадат. Пошто знаеме, младиве се иселуваат, младите е тренд, сака сами да живеат. А јас би оставил овие приватните, старички, поскапите, 70% да бидат државни, за поевтина класа. Зато ќе речам, не биде удали, статистиката е многу важна во сите сегменти на една држава, а не ние како ќе му текне, напиши толку, напиши толку. Зато темава е погодена, треба, а има ни сите градови установи што така има трња, што скршени прозор, само нема домакини луѓе да направат, да ги сместат. Не само Скопје, сите градови кукаат старте. Ќе ги сместиш, еви, што сика економијата, што се набавачи за храна. Така, големо благодарам за јавувањето во црвена линија. Сега го продолжете да не следите понатаму, да слушаме што ќе кажат и останатите гледачи кои што допрва ќе ги вклучиме. Добро вечер. Дали се слушаме? Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ево уште еден обид. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер, се слушаме. Голем поздрав од црвена линија сте, повелете. На вас, успеав некако да ве добијам. Драго ни е. Темава е добра, ма јас да ви кажам, мојата мајка е 90 години во приватен дом. Така? Цената што е превисока е. Она има мала пензија, јас имам 20.000, сестра ми 20.000, даваме уште по 10.000, за да може жената да обстане у дом. Ама, тоа е катастрофа. Јас просто не сум задоволна. Не знам зошто, како, мислам... Од што не сте задоволни, еве? Што е она што најмногу ви пречи во грижата? Во грижата воопшто не се грижат, она е слепа, не гледа. А да го видите креветот каков е, мислите 100 души играле во него, све, а не и помагаат да се облече. За овие 4 години, она е 3 пати или 4 помогнале да се облече. Жената не може да мрда ни со раце, во количка ја носат, ја враќаат, а свест има, при здрава свест е. Плюс тоа, све се купува, пелени, лекови, тоа е све плюс додаток. Цената е превисока, вика, немаме персонал, само 20 работат во смената, а имаат не знам колку души тамо. И кажете ми што да се прави, јас сум неспособна, 70 години, сум имам здравствени проблеми, сестрата исто, не можеме да ја чуваме. Али услугата е испод секое ниво. Благодарам што се вклучивте во црвена линија и сега што го споделивте вашето лично искуство со гледачите. Продолжуваме понатаму, токму поради тоа и постои црвена линија, па да видиме што ќе откриете токму вие и какви одговори ќе ни дадете на денешниве прашања. Добар ден, добро вечер за следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Нека биде добар ден и убав ден. Најубав ден ви посакуваме и вам. Па еве, дали државата доволно субвенционира и треба да субвенционира, да гради старски домови, каде што највозрасната категорија граѓани ќе имаат достојна старост? И на вака, по пописот на најновиот попис на Република Македонија,
Знаеме дека Македонија е поголемиот дел од старци. Секојдневно говорим, имаме теми дека младите ни бегаат, старите остануваат, остануваме само на пензионирани и пред пензија неколку години луѓе. Така да оваа тема за старачки домови ви е многу убава и кој има малу слух од државата некој да направи или субвенции да даде, за да изградат приватни, меѓутоа со посебни услови. Со посебни услови. Гледајќи ја статистиката, ја мислам дека најповеќе бројноста на пензионери и на старци се во државава. Ако имаме 1.800.000 жители, па мислам дека една половина се старци. Има секакви случаи, како ево претходната што кажа некоја жена неподвижна, такви и вакви, кој ќе не гледа? Кој ќе не гледа? Децата си обегаат во странство. Нема перспектива тука. Ние сме останати од друг аспект. Доколку имате можност да бирате дали тоа би било приватна, државна установа или сепак својот дом? Тина, сите, убаво е да се има државен старечки дом. Меѓутоа не е тој систем и приватниот. Приватникот нека има субвенции. Меѓутоа да бидат под контрола на државата, да не бидат толку скапи тие домови, старечки домови. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Секако оваа дискусија ве потсетувам, можете да продолжите и преку коментари на нашата Facebook страница, Facebook профил Црвена линија, се разбира. Продолжуваме понатаму. Добар ден! Добар ден! Секој добро во Црвена линија сте, повелете. Дали сме во програма? Ве слушаме, еве. Добро. Повелете. Домови треба, ама за те што немаат имот. Во спротивно вака децата викаат, тите кои што ги слушав сега претходните коментари, децата бегаат. Тој има обврска да се грижи за стариот, имотот го земаат децата, а останува на буџетот на Република Македонија, ние да се грижиме, државата тоа да се грижи за старите. И како може едниот да го земе имотот, а старите да ги остави? И државата да се грижи. Каде го тоа не? У Данска, ако се даде стариот дом, пензијата е толку, не фалат толку пари, колку деца имат, им земат од сметка пари и готово. Нема тука, тој има деца своја, има имот текнат за 40 години. Ако нема ништо, во ред. Сето останато е од буџет, заеднички парите, наши, ваши, на сите, да се грижи државата, не е во ред. Кога имотот го земаат децата од странство, а старите државата се грижи, не е во ред тоа. Фала и пријатно. Но за сите возрастна категорија граѓани не се децата надвор, едноставно нема кој да се грижи, а немаат високи пензии. Што со нив? Деца имаат, нека се грижат. Имотот нека го остават на државата. Но доколку немаат деца, имаат имот. А така, вие сметате дека имотот треба добро? Имотот ќе го земе државата ќе се грижи за нив. А ова сега земи го имотот, иде у странство и државата ќе се грижи. Како тоа? Така, благодарам многу и вам за вклучувањето и пред се за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добра вечер, Тале. Доколку еве вие би требале да направите некаков избор, би избрале приватна установа, државна или сепак грижата да биде во свој дом? Дома си е дома. Скоро разговарав со еден албанец кој село по вакви емисии и вака рече. Во неговото село, значи Букович, таму знам колку кујчи биле, 500-900 кујчи, вика ниту една фамилија своите стари не ги дава во дом. Тоа ти е доблесен чин. Значи на муслимани и албанци од село таму Букович, ниедна фамилија своите стари не ги дава во дом. Тоа ти е доблесен чин. Значи јас како македонец ги фалам албанците. А додека кај нас, ние кои значи се крстиме дека се студираме во гради дека сме православни христијани, во сега од година во година се повеќе бегаат од своите татковци, мајки. Но секако има и случаи каде што членовите на семејството не се во можност да дадат потребната грижа. Што тогаш? Сега тоа е кога што вика еден СДС-овец, со СДС сме во банкрот и нема пари за ништо, нема пари за повеќе детни семејства, нема пари за пензионери додат на бајни, нели без пари како порано,
ете нема и старички домови. Зато треба да има една власт добра, да направи добра економија, да има пари за се. А со СДС на власт и со ДУИ само рамилак, уништување и злодела и предавства. Само тоа ќе има. Така е така. Та работа, зато ви велам дека ги жалам тие луѓе, стари луѓе кои немаат каде. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, повелете, ве слушаме. Да. Точно дека има стари домове. Да, се слушаме. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Да, точно е дека има домови за старци. Ама старци со 12.000 пензија, а нема никаков имот. Или седе у еднособен или у пензионерска соба. Што ќе даде пари тај за да го издржува тамо, да го чува во дом? Знаете ли, има тука, јас имам комшика, што мајка ја даде у дому неготино 38.000 динара треба да плаќа секој месец. У Радови 630.000. Од каде ќе најде пари да плаќа таа жена 30.000? Кое правило кај нас решено? Јад не направени кај нас уштип, нема пензионерски дом, започнаме го со пензионерските пари, сега стои на испокрадаја ги и жици и се што треба таму. Градежен материјал. Не дозволи ни со Македонија да се направи тај пензионерски дом за цела Источна Македонија. А се срамат, не дават динар. И тука уште на пензионерите не дават пари. Ги малтретират, на 80 години да одат да штрекува. Срамота. И ќе ми кажува таа министерката дека фондот ќе се испразнил. А сега не ли се празни фондот 350.000 што даде за реклама СДС рекламира? Тоа не ли се празни фондот? Срамота. Срам да јадно, па излеват и не ги е срам, излеват на телевизија па се фалат. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. И ќе ви прочитам дел од коментарите кои што ги имаме на профилот Црвена линија, така да уште еднаш ве подсетувам преку коментари, продолжете оваа дискусија и на Facebook. Нашата објава е пресеп низ фотографија, а прашањето е и поставено и на Facebook. Приватните старечки домови прескапи, државните преполни, дали државата треба да субвенционира. Александар напишал, приватните немаат толку високи цени во старските домови, колку што јас немам толкава пензија. А Маја Наскова го има напишано следното. Нормално е старите изнемоштени лица да бидат сместени во адекватни установи, наречени со еден погрден збор старски дом. Таму си се дружат, генерацијски имаат исполнет ден, имаат редовни оброци и терапии. Во однос на цената тие се прескапи, ама државата треба да субвенционира за секое изнемоштено лице. Бидејќи не сме во состојба оваа дејност да им ја дадеме на државата да ја раководи, треба да им помогне на лицата кои се во состојба да отворат такви домови. Никогаш не треба да се покаеме што старите лица ги даваме во рацете на институциите да се грижат за нив. Сепак дружењето за нив е најважно. Продолжуваме со вас. Добар ден, добро вечер веќе можеби. Се исто и добар ден и добро вечер. Така, секој е добро, секако. Повелете. Да, сакам да ви направиме на споредба. Германија и Холандија. Значи Германија, старечките домови и Холандија исто е во нормала. Значи кај нив тоа е исто како кај нас што беше кучи посо кучи. Значи преголемите обврски на младиве, а пошто више се самостални, самци повеќе установат. Доаѓа до тоа да не можат едноставно да им дадат грижа на тие лица. Сега Германија значи има доста наши луѓе од Балканот кои што ги вршат тие работи. Значи одат по старечки домови. И сега што се случува? Секој трудов инвалид кој што е пред пензија или во пензија или било како. Значи си има свој социјален работник кој што оди, го зима, го носи на терапија и го враќа. Исто во старечките домови задолжително е лица со срцеви мани, со ова, со она, или посоперативно, значи имаат задолжително базен и тоа имаат свој физикотерапеут кој што редовно работат вежби секојдневно. Дали еднаш или два пати, не знам, тоа си знаат според терапијата. Во сите случаи, значи државата
тука помага со 50% од придонеси. Ја го зборам од лично искуство кај што е таму. Едино не ми се допаѓа тоа што Тале спомна. Бев сведок на една таква случка во Холандија, кога дојдоа син и ќерка да се поздрават со родител, а тој 45 години више работел за нив. Ке дадам една напомена, тоа е правилото 90 секунди е не време траењето, но и нема да заборавам да ви се заблагодарам со оглед на тоа што еве споделивте искуство и како е всушност конкретно во Германија. Ке повториме дека за западните земји всушност постоењето на ваквите установи за згрижување на стари лица е пракса која што е долгогодишна, а како што кажа гледачот, барем според неговото лично искуство и познавање во Германија, дури и 50% од сумата надополнува токму преку субвенција државата. А кај нас, еве, што треба да се направи? Дали треба да се субвенционира и да се изградат повеќе вакви установи? Добар ден, добро вечер. Добар ден и добро вечер. Повелете, ве слушаме. Ако сум ја на линија... Да, секако и тоа на црвена линија. Да, ви благодарам. Сега оваа тема е поставено и добра и жална. Добра што е поставено, а жалосно што се зборува. Еден родител, значи можело 3, 4, дури 5 и 10 деца да ги порасне, да ги стави на прав пат, а 10 деца еден родител не може да го опарава. Број 1. Број 2. Зборуваме, Господ не надарил со деца. Има некој што немат деца. Тие луѓе, од како што се родили до овој денешен ден, придонели нешто за држава. Па што придонели? Придонели данок, придонеси ДДВ-ци, ММВ-ци, кај што трошив ја, трошили и тие. Сега колку му останало, уште тој живот, ние не сме тие што знаеме кога ќе заминеме од земја, веќе да не постоиме под ова небо. Зошто држава не се грижи за такви луѓе? Број 1. Не го знаете зошто? Затоа што останало многу од другите кои примат големи примања и снашките и не знам што и ќерките и зетовците не ги сакат родителите и хајде да ги тераме да ги избркаме од дома да не им смета. Држава треба да се грижи колку прима плата син мој или моја снава. 90 секунди е време трењето, а кога сме кај времето, дојде и времето за реклами. По рекламите следува и да ви ги соопштам резултатите од Instagram Story анкетата за следете на Instagram, а оние кои веќе не следат, еве како одговорија на прашањето за денес. Дали би ги однеле родителите во старечки дом доколку државата субвенционира? Со да одговорија 31%, а со не 69%. Еве вака изгледат резултатите на Instagram Story. Заследете не и веќе утре учествувате во новата анкета. Тука останува да ви се заблагодарам за учеството во црвена линија, но и да ве поканам да останете со Телма, но и со мене, па секако да ви го разубавиме попладнето со една убава, но и вредна награда. Секако за денес, во вторник, доделуваме во заврти на Телма велосипед, но како што и умееме, тоа може и да не биде единствена највредна награда. Секако е време и да подкажеме неколку прашања, така да добро меморирајте или запишете. Како се викаше најпознатиот македонски шаховски коментатор? Тоа е едно од прашањата, потоа од која приказна на Максим Горки е ликот Данко? Како на буквата К се вика раскрсница? И еве ви уште едно прашање, кој актер за улогата на Джокер во Бетмен, Црниот витез, посхумно доби Оскар? Некој од вас секако ќе добие велосипед. Ке видиме кој. Се гледаме.